Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски, а со вас ова емисија ќе биде Јулија Велковска. Во ова издание прашањето за името е една од темите на дебата во Вашингтон за трансформација на Балканот, но најпрвен кус преглед на најновите вести. Американската државна секретарка Хилари Клинтон денеска во Вашингтон се среќава со афганистанскиот председател Хамид Карзаи, а фокусот на разговорите ќе биде смирување на тензиите заради неговата критика на западната политика. Карзаи утре се очекува да се сретне со председателот Барак Обама и подпредседателот Џо Бајден. Белата куќа соопшти дека дискусиите ќе се однесуваат на афганистанската безбедност и раководење со државата, вклучувајќи ги напорите на Карзаи во борбата против корупцијата и неговото привлекување на талебански борци кои се залагаат за мир. Представници на British Petroleum и на други две компании инволвирани во операцијата на нафтениот излив во Мексиканскиот залив денеска ќе бидат соочени со прашање од американските законодавци. Раководните лица на Transocean Limited со седиште во Швајцарија и американскиот Халибуртон од САД ќе се појават пред сенатските комисии за енергија и животна средина. Во писмените сведочења, двајцата директори обвинуваат други компании за минатомесечната експлозија и пожар на нафтената платформа, прешто загинаа 11 работници. Платформата потона и оттогаш нафта се излева во заливот. А од плейоф над преварите на NBA, Лос Анџелес Лейкерс се пласираа во следната рунда над превари по победата над Јута Џез со 111-96. Во финалето на западната конференција, Лейкерси ќе ги одмерат силите со Феникс Санс, а дуелот започнува наредниот понеделник. Во меѓувреме, Орландо Меджик е еден од финалистите во рамки на источната конференција по победата над Атланта со 98-84. Се чека на победникот од Кливленд и Бостон, кои играат денеска, а во моментов се изедначени со 2-2. Трансформирање на Балканот, безбедност, политичка стабилност и економски развој. Нова тема во Центарот за стратешки меѓународни истражувања во Вашингтон синоќа дебатираа стручњаци и дипломати. Прашањето за името беше споменато во контекст на брзо решавање поради потребата од поширока регионална безбедност. Настанот го проследи Јане Бојаджиевски. На настанот што првенствено се бавеше со грчко-американската соработка на Балканот, амбасадорот на Грција во САД, Василис Каскарелис, истакна дека земјата е сојузник на кој Вашингтон може да му верува. Грција според Каскарелис и натаму ќе држи вратата за членство во Европската унија отворена за сите земји од Балканот. На конференцијата беше поставено и прашањето за поголемата ангажираност на САД за решавањето на спорот со името, со оглед дека досегашните преговори немаат видливи резултати. Well, the simple answer is that the UN has to be the central medium for this process. That's what the parties have signed up for. Обединетите нации мора да останат централен медиум за процесот. На тоа се обврзаат двете страни, како и САД и Европската унија. Секако дека има многу дискусија надвор од процесот во рамки на Обединетите нации со цел да се помрднат работите, но никој нема поголемо влијание во процесот од грчката и македонската влада. Одговорноста за пронаоѓање решение лежи кај лидерите од двете земји. Џон смета дека посредникот Метју Нимиц одлично си ја врши работата и се надева дека ќе биде најдено решение летово. На последната средба со грчкиот премиер Јоргос Папандреу во Белата куќа, председателот Барак Обама му порачал дека прашањето со името мора да се реши во следните месеци, рече Џонс. Грчкиот амбасадор Каскарелис смета дека е лоша идеја да се помести тежиштето на преговорите надвор од Обединетите нации, затоа што светската организација овозможува специфична основа на прифатени принципи од сите земји. Of course the US can help. Of course we are seeking the assistance of the US ideas. САД секако може да помогнат во процесот. Ние бараме помош од нив, да помогнат со идеи, дискусии, да анализираат ситуацијата, но јас верувам дека би било лошо прашањето да се тргне од надлежност на Обединетите нации. Соединетите американски држави може да помогнат во преговорачкиот процес меѓу Македонија и Грција. Меѓутоа, централната улога ќе имаат Обединетите нации, заклучија соговорниците. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.
Во продолжение на Newsflash, коалиција од организации за граѓански и трудови права најавува бојкот на главните деловни и туристички настани во Аризона. Протестот е дел од растечкото јавно незадоволство откако сојузната држава усвои закон што налага полицијата да го проверува статусот на лица за кои се сомнева дека се илегални имигранти. Широм САД демонстрации поради новиот закон во Аризона што ќе стапи на сила во јули, а што и налага на полицијата да ги документира лицата за кои се сомнева дека се легални имигранти. Легалните имигранти пак со себе ќе мора постојано да ги носат регистрационите документи. Најновиот протест е во форма на бојкот против конференциите и туризмот во Аризона. Джанет Мургулија е председател на Националниот совет на Ла Раза, една од најбројните групи за правата на латиноамериканците во САД. Нема да одржуваме конвенции и други средби што подразбираат патување и сместување во Аризона. Законот ќе отвори врата за зголемено расистичко профилирање, неправедни апсења и друга дискриминација. Некои пак, како радиоводителот Џон Кобилт од Лос Анџелес, ја поддржуваат мерката и повикуваат на контрабојкот. Да појдеме и да им ја кажеме вистината на слушателите, да ги потикнеме да потрошат пари на компании и туризам во Аризона. Поддржувачите велат дека законот ќе помогне против бранот на криминал, зашто сметаат дека се должи на илегалната имиграција. Републиканците од Аризона додаваат дека сојузната држава морала да преземе нешто, бидејќи властите на национално ниво не успеале во спроведување на постојните закони. Владата на председателот Барак Обама го критикуваше новиот закон, но сепак секретарката за домашна безбедност Дженет Наполитано кажа дека има разбирање за оние жители во Аризона кои се фрустрирани поради проблемот со илегална имиграција. Обама го повика Конгресот да усвои корените реформа на имиграционите закони. Многу организации за граѓански права го поддржуваат председателот и велат дека тоа е единственото решение за имиграциониот проблем во САД. Во утрешното издание на Newsflash па говориме за моќта на иновацијата, како перијата стана пластика и тоа еколошка. Гледате утре во Newsflash. Утре во Newsflash, кокошкини перија, од отпаден до универзален материјал. Иноватори во САД од нив произвеле еколошка пластика, хартија, абсорбенти, филтри и изолација. Гледајте утре во Newsflash. Тоа беше се за ова издание. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јулија Вилковска. За најнови содржини посетете нашата веб страница glaснaamerika.com. Од Вашингтон ви посакуваме пријатна вечер и гледајте ни утре.